Кога се зборува за НОП и Прилеп, неминовно е тука да се спомене и идеологот на народно-ослободителната борба, нашиот великан Кузман Јосифовски Питу. Веднаш до главната зграда на музеот во Прилеп, неговата родна куќа, е претворена во уште еден меморијален музеј кој што го има овој град. Се наоѓаме пред меморијалниот музеј Кузман Јосифовски Питу. Ова е неговата родна куќа во Прилеп, така? Да. Се наоѓаме пред објектот на улица Мара Јосифовска, број 20. Мара Јосифовска е сестрата на Кузман Јосифовски Питу и неслучајно ова улица е наречена бидејќи објектот каде што се наоѓаме е родната куќа на народниот херој, една од најсветлите личности во современата македонска историја, продолжувачот на илинденската традиција, великанот кој што бескомпромисно ги брани националните особености на македонскиот народ, личноста која е еден од најголемите водач на македонското народно-ослободително движење и антифашистичко движење, и се разбира човекот кој што ги трасирал македонските државни особености, да речам, и македонска државност. Овдека е задржан автентичниот лик на куќата како што бил за време на неговото детство. Да. Неговото семејство уште по илинденското востание, бидејќи потекнува од селото Велмевци, Демир Хисарско, се преселува во Прилеп и неговото семејство е повеќе члено. Неговиот татко Цветан и Левта имаат 5 деца. Најстариото е Аспарух, кој што показно ќе видиме дека е командант на групата која што го напаѓа участокот. Кузман, а потоа се раѓаат 3 сестри на Кузман и на Аспарух, Мара, Стефанка и Павлина. Куќата 1970-71 година од страна на, како по иницијатива на боречката организација, а прифатена од општествено-политичките организации во Прилеп, како и од општината, но се разбира и со републичките власти, е прогласена за споменик на културата во 1971 година. Откупена е од страна на семејството Пановски, кое што во тој момент живеело во оваа куќа, и пристапено кон темелна реконструкција и адаптација на овој објект во меморијален музеј посветен на ликот и делот на големиот Кузман Јосифовски Питу. Овој музеј, како што споменавме, е пуштен во употреба 1977 година на 11 октомври. Автор на поставката е Коце Солунски, во консултација со братот на Кузман, Аспарух Јосифовски. Сите предмети во куќата се автентични, односно се отстапени на музеот од страна на семејството Јосифовски. Еве куќава, како што гледате, е типична македонска куќа на некој начин, со чардак, на високо приземје, со визба, 3 соби. Меѓутоа да овде имаме и неколку помошни простори. Таму е скелето, кое што служело за тутун, секое семејство во Прилеп тогаш обработувало тутун. На јужната страна имаме помошни простори каде што обично го обработувале тутуно, меѓутоа во исто време, со оглед на фактот што Кузман и неговото семејство е револуционерно, се одржувале легални состаноци во таа просторија таму. И така, ако погледнете, покрај главната порта имаме и 3 помошни вратничи, односно капичици, кои што има комуникација со соседите за можност за избегнување на кога бугарските полициски сили евентуално би насетиле дека се одржува состанок, да можат да избегаат, да можат да се повлечат во други делови надвор од куќата. Тука имаме еден објект кој што обично го користеле како перална, како бајња и така натаму. И како што напоменав, куќата е на високо приземје, на визба со 3 простори. Кузман е роден 1915 година и основно образование завршил тука во Прилеп, меѓутоа со оглед на фактот што 1929 година гимназиите во Прилеп
се укинати, со исклучок на две скопски, односно машката и женската во Скопје, во Битола и во Тетово. Останатите гимназии се затворени, така да после завршувањето на основното образование Кузман бил приморан да учи во Битолската гимназија. Во учебната 1931 година се запишува во Битолската гимназија и после 4 годишно успешно завршување на гимназијата, тој се запишува на правниот факултет во Белград, каде до 4-та година исто така успешно студира, завршува, меѓутоа во исто време и е вклучен во разноразните активности на Комунистичката партија на Југославија. Примен е во Комунистичката партија на Југославија во 1938 година и вклучен е во сите оние активности кои што се извршуваат во Белград. И неговата желба за учење, особено ја сакал историјата и неслучајно го зел пекарот Питу, со оглед на фактот што уште од мали години, што се вика, бил неговата желба за слобода и за самостојност на Македонија била голема. Има еден интересен податок кој можеби малкумина го знаат, а тоа е дека Кузман поголем дел од животот знаел дека се вика Борка, а всушност се викал Кузман. Имено, кога го крштевале, свештеникот и кумот не можеле да се согласат околу неговото име. Кумот сакал да се вика Борка, а свештеникот Кузман. И се до 7 годишна возраст, до моментот кога тој требало да се запише на училиште, него го викале Борка. Таткото кога пошол во Стара црква да го зема кршталното, тој видел дека неговиот син се вика Кузман, а не Борка. И меѓутоа исто така еден познат податок дека Кузман, бидејќи пишувал одредени песни, тој се подпишувал како со буквата Б, бидејќи легално било, значи тоа алудира на Борка, а исто така на неговите родители. Во 39-та година, значи на 24 годишна возраст, тој му праќа фотографија од Белград на неговите родители и назад на таа фотографија или на моите родители подпис Борк. До 41 година, односно 39-та година, на повик на Комунистичката партија, тој ги прекинува студиите во Белград и доаѓа во Прилеп. Во Прилеп станува член на местниот комитет на Комунистичката партија, а наредната 40-та година станува и секретар на местниот комитет на КПС за Прилеп, во исто време и член на покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Со оглед на неговите квалитети, со неговите знаења, признаења за борбените активности. Она што е интересно во оваа трета просторија во Меморијалниот музеј на Кузма Јосифовски Питу е тоа што барем мене во очи паѓа еден фотоапарат тука и една шаховска табла што очигледно зборува дека тој бил и фотограф, но и љубител кон шаховскиот спорт. Да, тоа се оригинални предмети, собственост на Кузман. Како што гледате, има и фотографии голем дел во оваа просторија, инаку ова е гостинската соба која што го користела семејството Јосифовски. Да, љубител бил и на шахот, меѓутоа многу е значајно што тој ни оставил огромно богатство од фотоматеријал, кој што неговото семејство, кога се правила изложба, односно самата поставка, самиот музеј, ги подарил на музеот, неговиот брат. Апаратот е Кодак, собственост, како што напоменав, на Кузман, љубител на фотографијата, секаде, онаму каде што одел, голем дел од фотографиите се фотографирани од него. Нас ни беше лесно со оглед на фактот што тој толку внимателно на секоја фотографија запишувал каде, кога, со кого се случил настанот на фотографијата. Во исто време, да напоменам дека тука гледате указот за народен и легитимацијата за народен херој, напоменам и тоа дека Кузман е заедно со 6 други борци од народно-ослободителната борба прогласен, значи тие како група од 7 души прогласени се за први народни херои во Македонија на 29 јули 1945 година. Овде како што гледате има книги Кузман во собственост на Кузман кој што ги чител, но исто така и книги за Кузман кои што се напишани во повојниот период за неговиот борбен
од, што се вика, и активностите негови во текот на војната и предвоениот период. Куриозитет е тоа што тој пишува и со левата и со десната рака, со оглед на фактот што уште како средношколец, односно гимназијаца во Битолската гимназија, го повредил палецот, па морал присилно за брзо време да научи да пишува со левата рака, со оглед на фактот што престоела, евентуално ако него не е напишал домашната задача, казна од страна на професорите. Кузман го викаат и вториот Гоце Делчев, поради сличните ставови, размислувања и постапки кои што тие ги имале и правеле за Македонија. И сега доаѓаме до периодот кога Преспанското советување еден значаен настан од историјата на македонскиот народ, каде што случен од 2 до 4 август 1943. Во исто време, заради и по повод 40 годишнината од Илинденското востание, на тоа Преспанско советување, одржано во близина на Отешево, Кузман прави поднесува еден реферат до присутните, кој што зборува за Илинден, зборува за борбата, за продолжување на борбата, за вторите илинденци и она што значи една позната негова мисла дека нас ни е чест што ни се падна да ја водиме борбата, иако не доживува да ја види, сепак наслутува дека борбата ќе доведи до слобода на Македонија и до формирање на македонската државност. За жал, Кузман е убиен во 1944 година во Скопје и не ја дочекува слободата на Македонија. Но сите овие настани од нашето минато недвосмислено само ја потврдуваат борбата и континуитетот на македонскиот народ за создавање на своја собствена и самостојна држава. Нешто што после долг период се оствари во рамките на поранешната држава Југославија, а кулминираше на 8 септември 1991 година со референдумот за самостојна и независна држава Македонија.